Дали доаѓа крајот на светот? Доаѓа, но веројатно не денес. Во овие денови, во овие последни неколку недели, сите ние, без разлика дали сме активни христијани или не, се наоѓаме во една многу интересна ситуација кога постојано сме бомбардирани со различни информации, со различни теории на заговор, со нешта кои создаваат паника, создаваат страф, некои нешта изгледа дека имаат смисла, дека имаат некаква поврзаност со ситуацијата со пандемијата и се што се случува на различни полиња околу тоа нешто. Но посебно интересно се забележи како кај многу луѓе, па дури оние кои не читале Свето писмо или не биле посебно активни во црквата, се забележува еден тренд дека некои библиски случувања или некои библиски пророштва ги поврзуваат со некои денешни настани. И во секоја криза светска, дали е здравствена или е политичка или економска, секој пат кога има војни или гласови за војни, се случува буквално тоа. Луѓето мислат дека крајот на светот доаѓа, веднаш вртаат во некои свети книги, во некои пророштва, во некои такви места каде што има некои апокалиптични настани или описи за такви апокалиптични настани и се обидуваат тоа да го стават во денешницата, во тоа што се случува сега. Оно што е посебно опасно за нас како христијани е да се обидеме да тоа што Светото писмо го зборува за последните времиња или за крајот на светот, да се обидеме да го ставиме во денешен контекст и да го ставиме сега и сите нешта да ни направат смисла и готово, ете сега ние знаеме што се случува и како се случува. Интересно дека зборот апокалипса се случува многу пати да го чуеме од медиуми, од луѓе на видеа, на се и се што. И многу христијани не знаат што всушност значи зборот апокалипса. Апокалипса всушност значи откровение. Што значи сите филмови што сме ги гледале и сите вести што ни се пласираат, сите теории кои се создаваат околу самиот тој збор и околу сите настани, дека тоа е готово крајот на светот каде што ќе заврши се во голема експлозија или голема војна или што и да е. Всушност не го носи библиското значење на самиот збор. Зборот апокалипса или откровение значи откривање на нешто. Откривање на нешто ново, на нешто што досега не ни било познато и не ни го знаем. И затоа на почеток реков дали доаѓа крајот на светот, доаѓа да, но библискиот крај на светот и она за кое Христос и апостолите зборуваат, не е крај на светот во смисла на уништување на светот, туку тоа е крај на светот како што ние го знаеме. И еве сега во оваа пандемија и во оваа криза во која се наоѓа целиот свет, дали доаѓа крајот на светот? Да, дефинитивно доаѓа крајот на светот, но не на крајот на светот воопшто, туку крајот на светот како што ние го познававме досега. И секој еден момент, секој една таква криза, секој еден таков суд кој се случува, всушност тоа е изборот, па и криза тоа значи суд, каде што нештата се одлучуваат, се разграничуваат, каде што нештата од тој момент натаму нема веќе да бидат исти. Во секоја криза и после секоја криза буквално се случува тоа. Доаѓа крајот на светот како што ние го знаеме, за да започне или да се создаде или да почне да се гради еден нов свет. Сега ова може да ни зборува од нас на индивидуално ниво, па се до нас како народ, како нација, на државно ниво, па дури на светско ниво. Прашањето е за нас како христијани. Во секоја една криза и во секоја една ваква ситуација, што ние правиме? Што ние ќе правиме? Каква е нашата визија за светот? Каква е нашата идеја за светот? Кога ние христијаните зборуваме за Божјата волја или Божјиот план за нас лично или за целото човештво, што имаме на ум? Јас сум забележал дека кога
зборуваме за Божјата волја или за Божјиот план и ги читаме Божите ветувања во Светото писмо, кога се е во ред и кога времињата се горе-доле стабилни и кога нештата одат онака како што ние сме ги замислиле, си викаме, ете, Бог има план за мојот живот, Бог има добра волја за мене, она што се случува со мене и околу мене е добро, се си тече како што треба, како што ние сме го замислиле. И кога зборуваме за Божјиот план во такви околности, во такви ситуации, она што ние го имаме на ум, ако сме искрени, е Божјиот план за нешто подобро, за нешто повеќе, за некој поголем успех, за некое поголемо достигнување. И видете, нема ништо погрешно во тоа само по себе. Но ние мора да се вратиме на основите, да се вратиме на почетоците, да се вратиме на Евангелието, да се вратиме на Христос и да се запрашаме, на вистина, која е Божјата волја за нашите животи? Кој е Божјиот план и каков е Божјиот план за нашите животи? И кога ние зборуваме за Божјата волја или Божјиот план, за жал често пати можеме да размислуваме нехристијански, да се препуштиме на некој фатализам кој е целосно стран на христијанската вера и да се препуштиме на народски кажано на пишанието, дека од пишание не се бега. Ако Бог така пишал, ако Бог така одредил, ако Бог така одлучил, ние не може многу да бегаме од тоа, не може многу да мрдаме на тоа, не може многу да се буниме на тоа, едноставно треба да го прифатиме и да се препуштиме на тоа нешто. Но библиски гледано, Божјата волја и Божјиот план за нашиот живот не значи дека Бог има испланирано и предодредено секоја секунда од нашиот живот и се што ќе се случува и добро и зло, и дека Бог со декрет одлучил да ни се случат сите нешта што ни се случуваат или сите околности, сите ситуации во светот. Дефинитивно не. Иако Бог е суверен, иако Бог владее и царува и Бог знае се и може се и сите нешта што се случуваат во нашите животи и околу нашите животи, не го фаќаат него на изненадување и не го фаќаат в чудо невиден што сега се случува со нас и околу нас, мора да се вратиме на основите, како што реков. Божјиот план и Божјата цел за нашите животи. Без разлика на поединостите, без разлика на ситниците, на деталите, на нештата што се случуваат секојдневно во нашиот живот, било да се добри или не толку добри. Божјиот план за нас останува едниот и истиот од самиот почеток. А неговиот план е ние да го спознаеме Христос и да станеме како Него. Ете, тоа е Божјиот план за нашите животи. Тоа е Божјата цел за нашите животи. Ние да го спознаеме Христос, да спознаеме кој е тој, да ја спознаеме неговата љубов, да го спознаеме животот што само тој може да ни го даде, да влеземе во заедништво, во таков жив и личносен однос со него и да во тоа заедништво и преку тоа заедништво ние да се покаеме, да го промениме начинот како размислуваме, да се променат нашите срца, да се промени нашиот ум, да се промени целиот наш живот, да се преобразиме и да се сообразиме со него, да станеме како Христос. И сите ние како христијани го знаеме, го исповедаме, го веруваме тоа нешто. Но кога нештата одат како што треба и кога нештата одат по наше, некако се преориентираме на Божјата волја и Божјиот план како план за успех, план за подобри нешта, за поголеми нешта, за нова кола, за куќа, за подобра работа или што и да е. Но во суштина Божјиот план останува ист, без разлика на околностите, без разлика ние може да сме денес најблагословените луѓе на земјата и Бог да не благослови со сите тие нешта кои сме ги барали, за кои сме се молеле, но сепак и кога Бог би го направил тоа, кога Бог го прави тоа нешто, неговиот план останува ист, неговата волја останува иста. И кога ќе не благослови со нешто подобро и со нешто поголемо, и тоа нешто Бог го прави за да не сообрази со Христос, за да не приближи до Него, за да не открие неговата љубов повеќе, да не направи како Него. Ние не знам зошто имаме тој извртен
поглед на нештата, дека кога се случува добро, тоа е затоа што Бог не наградува, не благословува. Кога ќе се случи нешто непредвидено, нешто нелагодно, нешто лошо, тогаш Бог сака да не научи на нешто. Не, Бог сака во сите нешта и преку сите нешта да не научи на нешто. Бог сака во сите нешта и преку сите нешта да не доближи до Христос. Бог сака во сите нешта и преку сите нешта да не направи послични на Него. И ако ги читаме Евангелијата, ќе видиме дека првите следбеници на Исус беа наречени ученици. И следбеници, всушност. Првите христијани беа наречени следбеници и ученици. А тоа е со една едноставна причина. Кога Христос ги повика апостолите, тој не ги повика да го следат затоа што од нив ќе прави апостоли, затоа што од нив ќе прави проповедници, ќе прави големи луѓе за големи нешта. Тој ги повика да го следат, да учат од Него, да се сообразуваат со Него, да го гледаат Него и гледајќи го Него, да учат од Него и да стануваат како Него. Во сите нешта, во сите околности. Ако размислиме подобро, Христос не ги седна 12 апостоли тие 3,5 години во училница и да им одржи серија на предавања по теологија, од систематска теологија, па не знам, сите останати предмети во Стар Завет, Новиот Завет, тогаш уште не беше напишан, и да ги помине ни сите старозаветни пророци и низ писмата и сите нешта. Не ги затвори во училница да им го каже тоа нешто. Туку Христос ги поведе тие 3,5 години додека го следеа на едно патување, на една авантура, ако може така да се каже, каде што тие поминаа низ сито и решето, поминаа низ секакви околности, низ секакви ситуации и во сите тие нешта. И кога се случуваа најголемите и најчудесните нешта, кога се случуваа чуда како исцеленија, како воскреснување од мртвите, каде што се случува размножување на левот и на рибите, каде што Христос чекореше по водата, такви фантастични настани, големи чуда кога се случуваа, Христос тогаш ги учеше на нешто и му откриваше нешто за себе си, па и во сите моменти кога тие се плашеа за својот живот, во сите моменти кога тие беа збунети, во сите моменти кога тие не разбираа што Христос прави и што Христос им кажува, во сите моменти кога тие се размислуваа дали да го напуштат и да се заминат од Него, во сите моменти кога тие помислија дека следењето на Христос е грешка или можеби не е тоа што тие го имаа на ум, во сите околности Христос ги правеше ученици, ги правеше следбеници. Ги учеше, им откриваше нешто за себе си и им даваше да тие го спознаат и да тие станат послични на Него. Затоа и ден денешен Христос, како што вели писмото, е истиот вчера, денеска и за секогаш. Тој не се менува, во Него нема сенка и трага од промена. И тоа што Христос денеска во оваа ситуација, во вонредни околности, во неизвестност, во страф, во паника, во загуба, во нешто што не изгледаат добро и не се добри, можеби некои од нив сами по себе, во сите тие нешта Христос го има истото нешто на ум, истиот план, истата волја. Да не научи да му веруваме, да не научи да го следиме и во тие нешта. Се сеќавате, имаше еден момент кога Христос ги опишан во Евангелијата, каде што Христос ги поведе учениците на едно од тие кратки патувања кои ги правеа низ Израел и се качија во брод и требаше да преминат езерото и преминувајќи го езерото Христос пиеше во бродот, наеднаш бродот го зафати бура, и тоа не бил некој огромен брод, бил веројатно малку поголем чамец, брановите и ветриштата го заплиска и го зафатија бродчето, брановите почнаа веќе да префрлаат и да се полни со вода и да тоне, и учениците тогаш отидоа кај Христос кој спиеше во бродот и го разбудија и му велат: учителе, станувај, зарем не ти е грижа што ние гинеме, а ти спиеш. И замислете, они целото тоа време со Христос со нив присутен физички, тие мислеа дека Христос ја изгуби ситуацијата од под контрола, Божиот син со нив во
во истиот шамец, во истиот брод, дека готово веќе ги нема нештата под контрола, му избегаа од раце нештата, или пак дека тој си спие, тој си е на безбедно и ќе се биде веројатно на безбедно, а тие ќе изгинат. И Христос стана, ги прекори за нивното маловерие, ги прекори ветрот и бурата и тие стивнаа. Но Христос и во тоа нешто ги научи нив, а веројатно сака да не поучи и нас денес, дека ќе има моменти кога ние ќе мислиме или дека Христос спие и е несвесен за нештата што се случуваат околу нас, дека нештата му избегале под контрола, му избегале од знаење, или пак дека тој ќе си биде на безбедно и ќе остане незасегнат од нашите страдања, од нашите маки, од нашите околности, и дека не му е гајле дали ние ќе изгинеме или не. Но тоа нешто не може да е подалеку од вистината. Христос никогаш не ги остави неговите ученици. Дури и тогаш кога тие мислеа дека тие се оставени, дека се заборавени, дека се занемарени, Христос всушност тогаш посебно внимаваше на нив. Посебно внимаваше на тоа што се случува со нив и посебно внимаваше на нивната реакција на тоа што се случува со нив. И секој пат, ако видите дека после секоја една таква бура и непредвидена ситуација, Христос имаше одредена лекција за нив, имаше одредена поука за нив, имаше одредено искуство за нив, одредено чудо за нив, и после секоја таква ситуација апостолите, учениците, првите следбеници Христови, тие излегуваа од тоа нешто со нивната вера зголемена, зацврстена, ојачана, и излегуваа од тоа нешто уште поблиску до Христос, уште послични на Него. И баш затоа велам, и во оваа ситуација, и во овие околности, иако ние постојано сега последниве, 4-5 недели зборуваме за пандемијата и за кризата околу вирусот, знаете што сум забележал? Дека кризата со пандемијата, дека не ги стави на пауза или на чекање сите наши останати кризи, сите наши останати околности. И може би само уште толку ни дотежна и може би ги акцентираше некој од тие нешта. Но во секој случај нашето секојдневие не е ставено на пауза. Нашите други проблеми не се ставени на пауза. И затоа мораме, пак ќе кажам, во овие нешта да го бараме Христос, да го отвориме Неговото Слово, да му придеме во молитва, да се приближиме до Него и верувајќи дека Тој ги има нештата под контрола и дека Тој ги знае овие нешта и дека Тој не гледа и дека е со нас, верувајќи го тоа нешто, да може да примиме реално водство, да примиме реална утеха, да примиме реално чудо, да примиме реална поука за времењата и за ситуациите во кои се наоѓаме, и од тие нешта да ги надминеме, да ги пребродиме, да поминеме низ нив, и во сите нешта, во добри или не толку добри, да излеземе како послични на Христос, да излеземе како подобри, да излеземе како по-христолики. Веројатно сега ние кога сме одделени од такво физичко заедништво со црквата и едни со други, кога сме спречени да бидеме на богослужби, барем на начинот како што бевме предходно и пред оваа криза, затоа што ни недостасува тоа физичко заедништво, ние мислиме дека готово, ете, се е загубено и дека сите нешта ни се одземени, ни се оттргнати, но верувам дека во овие ситуации, дека кога она што го сакаме и она што ни е драго и она што ни е мило и она што ни е близу до срцето и на срцето, кога тие нешта ни се одземени, нели, не по наша вина и затоа што не е тоа во наша контрола, верувам дека Бог прави едно друго нешто во нас, она што Христос го правеше со неговите ученици, дека тој создава копнеж во нас. Да, можеби тој копнеж на почетокот ќе изгледа како страв, но всушност во сите тие нешта Бог сака да создаде нов копнеж, подлабок, поискрен, близок до нашите срца копнеж за Него, за заедништвото со другите христијани, за црквата,
копнеш да го правиме она што претходно можеби сме го земале здраво за готово. И тој тренд го гледам кај луѓето не само во врска со црквата, туку и во врска со природата, со шетањето во природа, со спортувањето, со пиењето кафе со другарите и со друштвото. Сите тие нешта кои до вчера сме ги земале здраво за готово и можеби некои од нив и сме ги занемариле и можеби некои од нив сме ги оставиле по страна затоа што сме мислеле дека секој пат ќе ни бидат тука. Но ете, гледаме дека тие нешта и најбаналните и не знам, нештата кои изгледаат смешно можеби, нештата кои изгледаат небитно, па се до тие навистина битните нешта како црквата и како заедништвото со христијаните, гледаме дека ништо од тие нешта не може да ги земеме здраво за готово. Дека живееме во свет и во време каде што се менува и се може да се смени во еден трепет на окото. И затоа треба да благодариме за сите тие нешта, да се создаде поголем копнеж и вистински копнеж во нашите срца за тие нешта, за кога ова нешто ќе помине, ќе помине, да можеме да се вратиме на тие пријателства, на тие другарувања, на тие активности, на тој начин на практикување на нашата вера, да се вратиме со прочистен копнеш, ако можам така да кажам, да се вратиме со нова визија и малку со избистрена визија, избистрен поглед на нештата и навистина да бидеме благодарни за сите тие нешта кои Бог ни ги дал и со кои Бог не благословил, а ние честопати знаеме да испуштиме, да бидеме благодарни и да ги цениме тие нешта. Христос тоа го направи со своите ученици, кога тој замина од нив физички, кога во последните денови и недели од неговиот живот на земјата, кога им најавуваше на своите апостоли дека ќе ги напушти, дека физички нема повеќе да биде помеѓу нив, ти веднаш влегува во своевидна паника и еден се обидуваше да го запре Христос да не го прави тоа, друг се обидуваше да го премисли, трет се обидуваше му каже дека тоа никогаш нема да се случи и така натаму и така натаму. Само затоа што нивното заедништво се измени или Христос немаше повеќе физички да биде присутен и да биде со нив на начинот како што беше дотогаш, тие влегоа во паника и веднаш сватија дека не можат и Христос да го земаат здраво за готово. Но тоа што Христос го правеше со нив во тие моменти, во тоа време, беше за да се продлабочи тоа заедништво, да не остане само на тоа физичко заедништво на кој тие беа навикнати и да го земаат здраво за готово неговото присуство во нивните животи, туку Христос им кажа дека откако тој ќе замине, ќе го испрати Духот Свети, утешителот, кој ќе остане со нив довека, кој ќе остане со нив за секогаш, ќе пребива во нив, и дека напротив заедништвото со Христос нема да биде ниту малку нарушено, ниту малку засегнато, туку ќе се продлабочи и тогаш ќе дојдат тие до вистинска вера, до вистинско заедништво, до вистинско спознание, до вистинска блискост со Христос, која нема да зависи само од надворешните околности, тоа колку тие го гледаат Христос околу нив и до нив, туку ќе зависи од заедништвото што тие ќе го имаат со него преку Духот Свети. Затоа и во овие околности Бог сака да не научи дека тие нешта, дека не е крајот на светот ако се изменат нештата како што биле досега, туку можеби Бог сака да изгради нешто ново во нас, можеби сака да не научи на нешто ново, да ни покаже нешто ново. Затоа еве како поттик од оваа порака, земете и размислете, ако веќе не сте го направиле тоа досега. После ова нешто, откако ќе заврши сето ова, дефинитивно нема може да се вратиме и да продолжиме како ништо да не се случило. Но што е она што ние би сакале со Божја помош да промениме? Што е она за кое сега сме свесни дека треба да бидеме навистина благодарни и да не го земаме здраво за готово? Што е она можеби на кое треба да се вратиме одново и да
да ја освежиме нашата посветеност и нашата љубов кон некој или кон нешто, и како во овие нешта, како ние можеме да станеме послични како Христос и кога ќе помине ова, кога ќе го надминеме ова нешто, да луѓето околу нас, од нашето најблиско семејство па до колеги, до познаници, до комши, како тие би можеле да ја видат промената што се случила во нашите животи и како нашите животи би можеле да им бидат ним на благослов и да им служат за нивно добро. Размислете за овие нешта и навистина барајте го Христос во сите овие работи. Нека Господ ве благослови. Ви благодарам што го следевте ова, што размислувавте на ова нешто. И сега, откако ќе заврши оваа порака, одвојте 10 на 15 минути барем, размислувајте за овие нешта, молете се за овие нешта, отворете го Евангелието и читајте за некои од овие нешта, и верувам дека во сите нешта и во сите околности дека Христос е со нас и ќе остане со нас, и дека тој е навистина воскреснат и жив, и дека тој ќе биде со нас до крајот на времињата и за секогаш. Нека Господ ве благослови и ви благодарам.